Ја не знам што има овде да која е оваа метафора што не ја разбираме сега тука 2100 луѓе гледаат уживо само на YouTube. Иначе Која метафора не ја разбираме. ние. Да, значи Ај пошто сега да ги коментираме овие теми околу македонци, албанци, Влен, Мицкоски, Дуи и така натаму, ајде да видиме како Христијан Мицкоски во саботата на пресконференција го бранеше Билјалка Сами. Ние не сме го разбрале преводот, па после ќе цитираме конкретно што кажа Билјалка Сами. Ете молам, режија, пушти го видеото. ајде. Стапеност, извинете. Првото прашање ми беше тоа, би сакала ако може да ни кажете дали имате разговарано со вашиот коалиционен партнер, бидејќи секој ден излегуваат со никакви предлози. Предпоследното беше од Касами, нели, да имаме двојазични банкноти на денарот. Последното, вчерашната изјава на првиот вице-премиер Меджити беше дека законот новиот кој што ќе биде треба да биде во духот да не може уставен суд со просто мнозинство да укинува закони кои што се донесени во собранието со бадантери или двотретинско мнозинство. Дали за ова имате разговарано и кој е вашиот став? Изјавата на Касами не е во насока на тоа дека треба да имаме двојазични банкноти. Туку изјавата е во насока на тоа да потенцира дека кога Дуи вели дека има целосна имплементација на двојазичноста, во суштина не ја говори вистината, односно е измамник и ги мами луѓето. Тоа сакаше да каже. Повеќе е метафорично, не е тоа барање, туку коментар на политиката на Демократската унија за интеграција во опозиција. Режија, само ќе те заболам сега да го пушти скринот од објавата на Инфомакс. Касами најави двојазични банкноти, Гаши воведе двојазична комуникација во собранието. Ќе го пуштиш тој скриншот, а во меѓувреме јас само да најдам, тука ми е скринот, кај што го имаме буквално цитатот што вика Билјал Касами. Вели: еден од законите што мора да се смени е законот за Централна банка, кој предвидува дека и банкнотите на оваа земја ќе бидат на албански јазик. И сега што ние тука не сме разбрале, господине Христијан Мицкоски? Што ние не сме разбрале? Повторувам уште еднашка. Еден од законите што мора да се смени е законот за Централна банка, кој предвидува дека и банкнотите на оваа земја ќе бидат на албански јазик. Значи, Касами убаво објаснува што треба да се смени и ти кажува што треба да направиш за да воведеш целосна двојазичност на Ама ова ти е као Богдан Илиевски Бетмен. Не го разбравте, преводот не е така баш, не е точно, не сакаше така да каже и после тоа се испостави дека уствари тој стварно сакал така да Гаши кога го браниш. Да, дека му е татковина Косово. Татковина дека му е Косово. Метафора била. И тоа не сме го Да, не го разбравме ние тогаш, преводот не бил точен, бил тенденциозен и не знам каков, за потоа да испадне дека не. Точен бил преводот, татковина му била Косово, ама ние лошо сме разбрале. Така е сега и Мицкоски со истата негова ова објаснување кое што е, мислам, во сегментот не дупи, мислам дека. Да. Такво објаснување даде Мицкоски, као што дадоа за името на лентата у Ватикан, па немаше место на лентата. Така е сега и ово објаснување, не сте го разбравле вие. Касами сакаше да каже дека Дуи ова. Еве, па даве оригинал, ништо не прави. Дај ми ја сам. Ништо, ни свети, ни цвета, ни бутур, ништо. Ништо. Ако Може тука да стои. Не, ќе ми ја испалја масата, брат. Еј, една песна почна Дај да да ми свири видам. у глава. Негде ке те премолчат, негде ке те сокријат, гроб со гроба ке покријат. Дај како не. Нема шанс. Дали се гледа у кадар ова? Пушти да видам. Да, има логика. И индијанско перо и свекрвен јазик, се тоа, се има некоја алегорија. Сега сме четворица у студија. Духот на председателката е тука. А? Чекај да видам.
да ги ставиме и фикусот и филодендронот да ги ставиме. Другари, да измијам рац. Малку се сега. Од Сан Северија се испрагав. Пошто го цитиравме Касами, го погледнавме насловот, тај уште еднаш да видиме како Христијан Мицкоски го брани Билјал Касами дека он не кажал така. Значи ние туку емисијава, на пример за Фуркан, ништо не кажавме дека он си каже што си имаше, си каже, ние кажавме ние што мислиме, никој од нас нема извршна позиција у држава, никој не води со институција за нешто може да пробени во една или во друга насока. Човекот кој што освои 430.000 гласови, човекот кој што освои 58 пратеника, човек кој што има претседател на држава и 44 општини, да видиме како го брани Билјал Касами, дека он метафорички мислел, не дека мислел стварно го менува законот за Централна банка, а со тоа да воведе двојазични банкноти, па после уште еднаш ќе го прочитам цитат од Билјал Касами. Апаност, извинете. Првото прашање ми беше тоа, би сакала ако може да ни кажете дали имате разговарано со вашиот коалиционен партнер, бидејќи секој ден излегуваат со никакви предлози. Предпоследното беше од Касами, нели, да имаме двојазични банкноти на денарот. Последното, вчерашната изјава на првиот вице-премиер Меджити беше дека законот новиот кој што ќе биде, треба да биде во духот да не може уставен суд со просто мнозинство да укинува закони кои што се донесени во собранието со бадантери или двотретинско мнозинство. Дали за ова имате разговарано и кој е вашиот став? Изјавата на Касами не е во насока на тоа дека треба да имаме двојазични банкноти. Туку изјавата е во насока на тоа да потенцира дека кога Дуи вели дека има целосна имплементација на двојазичноста, во суштина не ја говори вистината, односно е измамник и ги мами луѓето. Тоа сакаше да каже. Повеќе е метафорично, не е тоа барање, туку коментар на политиката на Демократската унија за интеграција во опозиција. Метафорички мислел он, вели, пак ќе го прочитам уште еднаш цитатот, иако има дечкиве нешто да искоментираат, вика, тогаш еден од законите што мора да се смени е законот за Централна банка кој предвидува дека и банкнотите на оваа земја ќе бидат на албански јазик. Ја не знам што има овде да... Која е оваа метафора што не ја разбираме сега тука 2100 луѓе гледаат уживо само на YouTube. Која метафора не ја разбираме. Да, значи што да кажам, поднос на акцијата што се води сега. Извини, не можеме да те видам од Сан Северија. Лирска е биткава во моментов на анкетата, брат. Или епска. Лирска, брат. Тегавец 45% се за да се вика Тегавец, 55% Сан Северија, брат. Еве гласете на анкетата каков треба да биде новиот надимак на нашите председател. Молам за Сан Северија, многу е убаво цвеќето и го имам тука. Ја, окей. Еве го покрај мене. Ја лобирам за Сан Северија. Епа нели многу име драга. Земав дека и плаката. Имаме слика од представниците од власта. Ја што сакав да кажам. Во моментот акцијата која што се води во Струмица и Гевгелија, кај што се приведува епска. Лирска или риска? Епска била акцијата, епски бил криминалот и тоа ми го кажува човек кој што сака да каже во наводници епски, затоа што веројатно се собираат за пластични дијаманти пак. Така да, еве. Иначе основот за кој што се бркаат е мито и несовесно работење во служба. Што е Некој на граница земал мито? Не, што е така широко објаснување. Ова е уште една од тие кривичците на Панче, како за Фуркан, како за Стефче, од тие таквите како за ние на Патарина. Знаеш ли каков дебакал им се случи? Дебакал и веќе не го зборат. Дебакал каков им се случи со акцијата во Струмица. Каква катастрофа. Лирска или епска? Каква епска катастрофа им се случи со така наречениот криминал што го најдова во Струмица. Весна, да ти се заблагодарам што си Што донираш?
финансиер на Инфомакс, немојте да го давате ово име на Гордана, него служува Сан Севериец, веќе го препорачуваат за прочитување на домашниот воздух, абсорбираат CO2. Па и господјата председателка се залага за зелена агенда за чист воздух. Така е. У Советот за безбедност стави човек експерт за глобално затоплување. Мечка Българија ќе даде вето за коридор 8 и да даете. Друго сакам да кажам. Не само што не најдоа криминал во Струмица кај тој Крмзов. Не само што лажеа дека нашле диаманти, а нашле монистри, брат. Монистри за улустери. И ги имавме објавено. Да. Не само што не нашле ништо, туку од озгора на тога вработените сега во фирмите на Крмзов организира протест 500 души, 500 фамилии организираат протест да протестираат пред УЈП и пред МВР и пред судот во Струмица, брат. Да им ги вратат монистрите. Не бе вработениве, брат, сега им Па ќе ги остават протестираат. без леп. Чекај, протестираат вработениве пошто вие незаконски им ги држат блокирани сметките на фирмите. И луѓе во излагаат и протестираат, си бараат институције пошто нема ништо најдено да ги деблокираат сметки да може да земат плата. Знаеш ли тоа кој дебакл епски, лирски, каков сакате, е за така наречената голема криминална акција паднал, сега ќе почнала империјата да се руши. Какви идиоти! Какви идиоти! И од озгора на тога све, не само што УЈП излегува и вика овои фирмите на Крмзов немаат долг према државата, туку констатираат дека државата му должи на Крмзов по основ на поврат на ДДВ. Значи УЈП му дужи на Крмзов. Значи му ја руши акцијата на МВР. Има Па нели фала викаше Не бе, министерката? чекај, не за ова, не, финансии? УЈП не го објавува. Не, ама министерката имаше Има јавни податоци. Малку Чекај, кријат малце, а? Не, сакам само да те надополнам. Тој дел не успеав, мислам не го извадив, сега ми се надоврзува целата работа. Министерката за финансии кажа дека на одредени фирми намерно не им исплаќале поврат на ДДВ затоа што постоеле сомнежи за сторени кривични дела и криминал. И сега сега не јас е- сакам тоа да те прашам, дали тоа е законски да не исплаќаат поврат на ДДВ ако има на некој што не им се свиѓа, ако има целосна документација поднесена. Апсолутно не е. Намерно се одложувало за одредени фирми. Апсолутно не е законски. Она си го призна тоа на прес. Апсолутно е незаконски. Ти ако ги исполнуваш, ако сите критериуми, сите законски критериуми ако ги исполнуваш, да не ти го вратат ДДВ-то. Апсолутно е незаконски. Ја да сум сега на местото на Крмзов, да бе го имам. Го имаш, а? Ја да сум на местото на Крмзов, јас сега ќе направам пресконференција, ќе ги направам петарда, кривична пријава за лажно пријавување, за малтретирање во вршење на служба и ќе си барам оштета. И од министерката, и од министерот, и од премиерот. Јавно си признал. Од сите ќе барам сега оштета да сум Крмзов. И ќе ги заглавам, ќе ги заколјам. Условно кажано, ќе ги заколјам со казни. Ќе ги граѓаните ќе бидат заколени затоа што граѓаните плаќаат. Ама ако сега граѓаните плаќаат заради глупостите Заради на Мичко. глупостите, да. И сега излегува УЈП му дужи пари. Не он на УЈП, УЈП на него. И дека незаконски ја воделе акцијата, и дека незаконски го држат блокирана, му ги држат блокирани фирмите. И луѓето ќе излагаат на протести затоа што овие незаконски му ги држат блокирани парите, да си бараат плата. Дебакл.